Добро дојдовте во Топ тема. Вечерва дебатираме со кандидатите за градоначалници на Кисела Вода. Поканети беа сите 7 кандидати, но Марко Ташков од група Избирачи го откажа своето присуство. Во студиото присутни се Кети Сталеска, група Избирачи, Јане Ацевски од Левица, Горан Трајковски, коалиција предводена од СДСМ, Бети Стаменковска Трајковска, коалиција предводена од ВМРО-ДПМН, Оливер Поповски, коалиција Искуство за успех и Марко Салџиевски, Твоја партија. Почитувани, пред да почнеме со дебатата, јас накратко сакам да ви ги пренесам и правилата за дебатирање. Дебатата ќе трае околу 1 час, при тоа сите имате право на одговор на прашањата кои што ќе ви бидат поставени од 1 минута 60 секунди. Сите имате право на реплика на еден од кандидатите по завршувањето на секое од прашањата, кое што трае 30 секунди и контрареплика исто така 30 секунди. Ќе замолам за почитување и на временските рокови, но и на коректна комуникација помеѓу вас. Пред да стартуваме дебатата, ќе побарам реклами и потоа се враќаме назад во студиото. Како што најавив на почетокот, во студиото се кандидатите за градоначалници на општина Кисела Вода. 6 кандидати се присутни, еден од нив го откажа своето присуство. Ќе стартувам директно со прашања, она што можеби е една од клучните теми и болки на жителите на Кисела Вода, а тоа е дали ќе се дозволи изградба на нови згради во Расадник или ќе има мораториум на градба и ревитирање на дупови. Ќе почнам по овој редослед од вас. Првин, добар ден и благодарам на поканата. Секако дека тоа е едно горливо прашање и не може туку така да се одлучи, треба да се провери претходно што било и како било, да се направи една ревизија, па понатаму ќе се донесат големите одлуки. Не може тоа туку така да се отвори простор, нели, да се даде дозволи за градби понатаму. Што значи тоа? Каква ревизија? Па ќе се провери да видиме дали има можност, дали нема можност, кои се барањата, зошто се барањата, дали ќе има потреба или нема потреба. Кои се барањата на граѓаните, ги слушнавте ли во текот на кампањата? Да, јас имам анкета направено и најголем дел од граѓаните не сакаат веќе да се гради Кисела Вода, туку напротив тие сакаат зеленило и паркови и паркинзи, бидејќи се смета дека е пренатрупана. Доколку станете градоначалник, може ли да го исполните тоа барање на граѓаните? Секако, тоа е еден од моите приоритети. Што значи тоа дека нема да дозволите во Расадник да се гради? Па, како што реков, ќе се провери, има и стручни служби кои ќе помогнат нели во одлуката. Не можам јас сама, бидејќи не сум градежник. Да. Ацевски? Па, да не се повторувам, стварно е многу горливо прашање, пред се што се провлекува многу години уназад. Мислам дека треба да се направи детална анализа на претходните, на оној новиот нарачан од странство што е генерален или каков е детален урбанистички план. Општината треба да има развој, меѓутоа треба да има развој што нема да предизвика последици по здравјето на луѓето. Пред се мислам на урбаниот живот, просторот каде што ќе живеат, загадувањето. Значи сите тие параметри треба да добро да се проследат и да не брзаме со одлуки што понатака ќе ни направат други проблеми. Сметам дека сепак е добро еден добар мораториум да се постави и да се почека малце да видиме како ова прашање да го решиме со Расадник. Трајковски? Урбанистичката криза е бетонска џунгла и изгубена доверба во Кисела Вода. Ние паметиме дека во изминативе скоро 10 години не е донесен ниту еден дуб, а има најголем број на одобренија за градење издадени. Гледавме во минатото дека има и меѓународни мораториуми, но не е поместено по таа точка, а законските обврски се и на општината за да се носат дуповите се со цел да се развива Кисела Вода. Јас одговорно тврдам и нема отстапување дека заедно
со граѓаните на транспарентен начин, ќе бараме решенија и се што е во интерес на граѓаните ќе се борам да го постигнеме и донесеме. А исто така можам да се залагам за професионална општина, а тоа е да општинската администрација работи повеќе и сите оние поднесени барања за легализација да се завршат, бидејќи имаме многу барања кои што останатите, многу барања кои што се уште не се завршени. Стаменковска Трајковска. Благодарам за можноста. Општина Кисела Вода треба да се развива одговорно и на хумен начин. Кога станува збор за расадникот, тоа е еден простор во кој се спроведени одредени процедури изминатите 4 години, каде е побарана меѓународна експертиза. Од таа меѓународна експертиза во соработка со локални тимови на градежни експерти и сите што се во делот поврзани со оваа проблематика, да, општина Кисела Вода треба да се развива, но на начин на кој што тоа значи одговорно и плански и според сите законски стандарди и нормативи. Имено да имаме доволно зелени површини, доволно површини во кои граѓаните ќе уживаат, а нема да бидат имено предмет на едно лошо живење, едно нехумано живење и еден хаос кој дополнително би се создавал без планско работење. Одговорно и планско работење за расадникот. Поповски. Во општина Кисела Вода 24 години ВМРО ДПМН владееше со општината, 8 години СДС и за тоа време не постигна никакви резултати околу донесување на дуповите. Треба да се прекине еднаш за секогаш во 4 очи носење дупови, треба да се прекине еднаш за секогаш да се поставуваат градоначалниците како газди на општината. Тие се сервис на граѓаните. Граѓаните со анкети ќе допрат до градоначалникот и до советот за да ги донесат правилните дупови што треба за општината. На општина Кисела Вода не и требаат повеќе згради, не и требаат повеќе загушување на простори и требаат зеленила за младите, качиња за разнода, за децата паркови и се тоа со дупот, со ревизија и измена на дуповите ќе се направи све како што треба за општината. Салчиевски. Меѓународната експертиза за дупот е бегање од одговорноста и префрлање на топката на некој друг. Имаме доволно кадар во државата кој што може да донесе одговорно дуп во интерес на граѓаните. Јас сметам дека првенствено треба да се прашаат соседите, односно тие што веќе живеат таму во населбата, кои се нивните потреби. Јас поминувам таму многу често, но улиците не се поминува, се е претворено во јавно паркиралиште. Нема хумани услови за живот. Дали вие мислите реално дека тие соседи таму ќе сакаат тоа да се дуплира? Сигурно не. Некој треба да ги праша, тие треба да одлучат јавно и транспарентно. Значи не се работи тука за интересите на инвеститорите таму. Ние треба да ги браниме интересите на тие што веќе таму живеат, ако сакаме да се однесуваме фер и коректно кон жителите на општината. Сега имате простор за реплика. Трајковски, само конкова. Не може да се сложам од целост дека на Кисела Вода не се потребни нови стамбени простори. Точно е, не треба бетонизирање на секој предел, но имаме населени места кои што имаме можност да се направат овие работи, но пред се секогаш треба да се прави плански, подземната инфраструктура, надземната инфраструктура ги задоволува, а потоа да ги донесеме и оние дупови каде што не се донесени. Имаме населени места каде што не постои дуп, а по закон мора да постои. Имате право на контрареплика, 30 секунди. Само да му одговорам дека не сум ја против градење. Јас сум
против донесување на детални урбанистички планови во 4 очи и давање на анкети во партиски штабови, а не на граѓаните. Смета дека сега се носат во 4 очи детални урбанистички планови? Не сега, уназад години. Дали има друг повелата? Бидејќи јас спомнав кон господинот, бидејќи спомнав дека имам анкета поставено за граѓаните, таа е општа, јавна и за сите граѓани кои сакаат нели да внесат своји размислувања. Не е на поинаков друг начин. Деве разбрат? Анкетата е општа и јавна, бидејќи вие спомнувате за партиски штабови, значи јас се спомнав анкетата, таа е јавна, не е затворен тип. Добро, дали Може да ви кажем дека јас сум барал да учествувам на анкета, забрането ми било во местната заедница во 11 октомври. Па морав да одам на совет со 15 страни напишани да им докажам дека тоа што го барат не е изводливо и исправно. Значи анкетата се прави јавно, на Јавно секоја е зграда поставено. се лепи плаката дека има јавна анкета за донесување или измена Добро, на ви дух. истече времето. Дали друг сака реплика? Ацевски. Добро. Вака во моето излагање споменав дека треба да се направи детален урбанистички план, меѓутоа во урбанистичките планови спаѓаат и подигањето и на паркови и други рекреативни и спортски содржини. Сметам дека градењето во овој дел треба да се насочи во тој дел да служи на сите граѓани, каде што ќе ги обавуваат и оние други функции, не само на живење, него и на рекреација, спортување, културно-забавен живот и други. Да. Контра реплика, да. Се сложувам целосно со господинот Ацевски. Јас не реков дека на кисела вода не се потребни зелени површини, на кисела вода е потребни и се потребни зелени површини. Ние имаме многу паркови, но за жал во изминатите години истите не се одржуваат. Се наоѓаат во таква ситуација каква што се наоѓаат во моментов, а граѓаните го знаат тоа. Јас упорно ќе се борам против непланското градење, а одржувањето на парковите и јавната чистота ќе биде мој приоритет број 1. Дали има друг за реплика? Повелете. Контраевски. Во вашето излагање спомнавте и нешто што и изумивте да направите корелација со она што значеше претходно раководење на општината Кисела вода и бетонизацијата на расадникот, да не ја заборавиме, почитувани, каде што беа планирани 99 згради, која бетонизација беше стопирана и сето тоа значеше одговорно однесување спрема граѓаните. Она што сега го алудирате е за жал невистина и лага. Контрареплика. Со самото моје доаѓање како градоначалник ќе започнем ревизија на сите урбанистички планови уназад 10 години. Јас не тврдам и не реков дека ќе има 99 висококатници. Првично ќе биде приоритет граѓаните да добијат зелени површини, училиште, градинка и се она што им е потребно. И затоа реков транспарентно, јавно, а не во 4 очи, ќе биде разговарано и во интерес на граѓаните ќе бидат носени дуповите. И нема да бегаме од нашите одговорности. Добро, Салчиевски, вие останавте за реплика доколку имате кон некого, ако не да продолжам со второ прашање. Јас би сакал да кон господјата Бити, како и досега, дали притисок, еве досега градоначалникот е од незината партија или коалиција, дали притисокот од самиот закон за финансирање на општината придонесува тоа да се стимулира градбата на стамбени објекти во, да речеме, во корист, односно на штета на другите хумани, да кажеме, спортски и останати содржини кои што може да придонесат за квалитетен живот на граѓаните. 30 секунди. Бидејќи хипотетички ми ја поставувате репликава, јас контрареплика ви кажувам заради тоа што треба многу да повеќе да навлезете во она што значи работа досега во општината во изминативе 4 години, а тоа е дека не се дозволи градба на А1
со 4 стамбени единици, нешто што беше случај во минатото во кое се практикуваше од страна на СДСМ да се даваат многу повеќе стамбени единици, затоа настана ваков хаос како што е. Второто прашање моја ќе почнам сега со вас, Ацевски. Како ќе го решите проблемот со паркирањето, да не зборувам и за велосипедски патеки во општината Кисела Вода, каде што гледаме дека тротоарите сега се преполни со автомобили? Па многу едноставно, со волшебно стапче. Значи, она што е направено таму, не знам кој ќе најде решение. Постојат некои решенија, меѓутоа дали целосно тие решенија ќе одговорат на потребите на граѓаните. Она што го видов од терен и она што го гледам секој ден таму е еден невиден хаос од паркирања возила, да не се повторуваме сите, што стварно ќе треба некое решение што минимално ќе ги ублажи последиците од претходните 30 години работење. Она што некој предвидува таму, подземни гаражи, надземни гаражи, не знам што, е многу тешка работа од теренот, особено онаму каде што предвидуваат под парковите да се правело гаражи. Тоа ми е областа таму, тоа е нонсенс, нема што тука да разговараме. А за велосипедски патеки има ли простор да се зборува? Нешто е изградено таму велосипедски, меѓутоа нема патеки за движење на пешаци. Најверојатно со враќајни решенија каде што ќе се регулира еднонасочната на улиците, би се отвори одреден простор каде би се движели велосипедите. Трајковски, 1 минута. Кога збориме за инфраструктурата и паркирањето, можам да кажам дека улиците се распаѓаат, а паркирањето е хаос. Ова е слика на негрижа, не на управување. И за жал денеска говориме за работи кои што не требаше да бидат проблем, но за жал ќе ги говориме и ќе се бориме да ги спроведеме тие работи. Околу паркирањето мораме да најдеме решение зависно од населеното место. А дали тоа ќе бидат монтажни паркинг места, дали тоа ќе биде зависно од финансиската состојба и средствата кои ги има општината, подземни гаражи, мора да размислуваме и во тој дел, бидејќи збориме за урбаниот дел кој што е густо населен. И она што го имам во предвид, а тоа е резидентно паркирање на населените места кои што граничат со центар, бидејќи таму се спроведува ова и дел од граѓаните да избегнат плаќање се паркираат во Кисела Вода и имаат дополнителни проблеми со паркирањето граѓаните на Кисела Вода. Тоа е местноста Бирарија и сите други кои што граничат со општина Центар. Стаменковска, Трајковска. Нашата програма дава решение за овој навистина горчлив проблем кој постои многу одамна. Изминативе 4 години се направија повеќе од 1500 нови паркинг простори, но тоа во целост не го реши и не го надмина проблемот. Затоа во програмата како еден од приоритетите предвидуваме нови паркинг простори, дополнителни, но исто така во соработка со градот Скопје се планира изградба на катна гаража во делот позади пеглата, познато кај граѓаните тој простор, и исто така се планираат и монтажни гаражи, изградба, но не под земја, како што некои даваат примери. И што се однесува до она и дополнително, бидејќи спомнавте и велосипедска патека, пешачко-велосипедска патека, нашата програма предвидува со обиколка на Кисела Вода. Една навистина богата програма која нуди навистина многу убави решенија, посебно за овој дел кој што го спомнавте. Поповски, 1 минута. Значи, има шанса во минатиот период да ги решат тие проблеми со паркирањата, не ги реши. Сега, како што кажа господинот Ацевски, со волшебно стапче ќе ги решаваат. Тоа ја не верувам, а јас имам решение за сите тие проблеми, пошто Кој е решението? Решение за паркинзи, за све. Не е решение да се стеснуваат улици и да се прават паркинзи. Значи, паркинзите се прават на државно земјиште, не може на приватно. Ако се прави на приватно, треба да се прави експроприација, 4 години му се малце за решавање на такви проблеми. За велосипедските патеки. 8 секунди имате. За велосипедските патеки има решенија во секој правец на движење да може да се постават
ленти за пешачи, за велосипеди. Салчиевски, 1 минута. Ова се проблеми кои се создадени од сите претходни управители на општината и сега повторно имаме програми кои што ќе ги решаваат проблемите кои што самите ги создале. Не постојат основни услови за безбедно движење на нашите граѓани по улиците и по тротоарите. Нашите деца нема кај да се движат. Да не збориме за велосипедски патеки. Решенија постојат. Не треба јас да ги знам. Има професионални служби кои што ќе ги дадат тие решенија. Постојат илјадници решенија кои што се веќе спроведени на други места во светот и во земјата. Тие истите треба да се имплементираат. Меѓутоа за тоа треба да постои вистинска политичка волја и некој што ќе реши да конечно да го отстрани овој проблем кој што го имаме ние сите. Сега конкретно решение мислам се може да напишеме на програмите. Не е тоа. Сталеска? Прво, мене ми е малку непријатно да зборувам во 21 век за вакви проблеми. До сега партиите што биле на власт имале можност тоа да го решат на начин што не би имале ние проблем денес. Но за жал се давале градби, се градело, се пренатрупало и сега го има тој проблем. Нема едно решение за паркинг просторот, бидејќи Кисела вода е голема местна заедница, повеќе населби и ти имаат различни проблеми, значи секој дел си бара посебен проблем. Секако дека треба тука да се вклучат повеќе експерти и на проблемот да се пристапува од секој аспект различно. Дали тоа ќе биде со вклучување на собрекајот, ревизија на собрекајот со еднонасочни улици, дали ќе биде со можеби изградба на катна гаража. Така. Тоа си е секој засебно. Добро, имате право на реплика. Дали некој бара? Не. Следно прашање се тема дивоградбите во општината. На кој начин планирате да се справите? Дали ќе ги уривате дивоградбите кои што постојат во општината или како градоначалници, доколку кој од вас ќе стане, ќе се вадите на системот дека има административни бариери и пречки и дека дивоградбите не може да се срушат? Трајковски, овој круг го почнувам со вас. Во овој дел јас напоменав и претходно. Имаме останати предмети кои што се за легализација од 2012 и од 2018 и затоа кажав дека општинската администрација ќе има зголемен обем на работа со тоа што да ги разгледа и сите оние кои што ги исполнуваат законските услови да ги реши, бидејќи една од болните точки на граѓаните со кои што разговарам. Во делот први што се решат сите поднесени барања за легализација, во делот на дивоградбите јас целосно не ја знам моменталната ситуација, но можеме да направиме увид и со тоа да ги разгледаме работите. Не можам сега да кажам дали истите ќе се рушат или не, а доколку е на државно земјиште нешто направено, децидно кажувам дека истото ќе се руши по сите законски прописи. Трајковска. Што се однесува до целото наше работење како градоначалник, како и моето работење како иден градоначалник на општина Кисела вода, јас би го кажала следново. Мене приоритети ми се 3 дела. Тоа се граѓаните на Кисела вода, бизнис заедницата и секако општинската администрација. Во овој дел јас би кажала дека за општинската администрација најнапред треба грижливо да се однесуваме како менаџери, но исто така да очекуваме и резултати од нивното работење. Во склоп конкретно како одговор на целото прашање, во согласно со законските стандарди, нормативи и правила, секако дека сум за тоа да се стопираат следни дивоградби на општина, на територија на општина Кисела вода. А она што значи претходно што се случувало и како се случувало во соработка и правна корелација со сите проблеми, исто така одговорно, транспарентно ќе продолжам и да работам. Дали ќе срушите ако има дивоградби? Јас
во мојот мандат на сите следни што би биле, да одговорно тврдам дека доколку се на државно земјиште, доколку е се неисправно, нормално да, одговорно тврдам. Поповски. За дивоградбите решение има, тоа се инспекцијските служби на општината Кисела Вода и на другите општини. Тие треба во текот на почеток на градба да ги решаваат проблемите со дивоградбите. Имаме ние еден пример за дивоградба, што сегашниот градоначалник вети дека ќе го сруши, не го сруши. Нема сообраќајно решение за пристапен пат за влез и излез. Влегува преку автобуска станица, излегува преку автобуска станица, која ќе му дојде за утовар и истовар на роба и ја блокира станицата, луѓето што чекаат на станица не можат да се качат во автобус. Проблем се решава со работење. Проблем се решава со знаење. Не се решава со јас реков, ќе направам, тоа не е решение. Салџиевски. Дивоградбите се, пак ќе кажам, создаден проблем. Некој тоа го дозволи. Доколку службите си ја работеле работата, општинските служби, инспекцијските служби, тие не би постоеле. Сега дополнително треба да ги решаваме проблемите кои што некој дозволил да се создадат од никаде. Си постојат прописи кои што само треба да се почитуваат и да се следат и не треба тука да измислуваме ништо ново. Ако се почитуваат законите и се гледа интересот на луѓето, ќе го најдеме вистинското решение. Зависно од, нели, како што кажа, да не ги повторувам сите ставови од Горан и од Бети. Имате уште 16 секунди. Добро, Сталевска. Се што се гради треба да биде според законските прописи, нели, да се почитуваат. Сега зависи за што зборуваме, дали се сметаат дивоградби, оние нелегализирани куќи што се оставени, нели, од нашите дедовци, нели, од нашите предци, или овие новите што сега ги се создадени или изградени, бидејќи во Драчево имаме проблем со легализација и се е префрлено на Република Македонија. Речиште Драчево 1 и 2, мислам дека така беше именувано во катастар. Оние што се сега изградени без никакви прописи, никакви законски мерки спочитувани, нормално дека таму можеби ќе се преземат некои мерки, меѓутоа се треба да се провери детално, да се види документацијата. Ацевски. Се по закон. Повеќе не коментирам. Си постои закон што важи за сите. Како за мене, така за било кој. Кој што се осудил, а не извадил дозвола да гради, ќе си ги сноси последиците. Нема јас сутра, ако бидам градоначалник, да бидам кривецот, ако на некого му ја срушат куќата. Самиот дозволил тоа да му се случи. За своите постапки ќе си ги сноси самиот последиците. Но често не гледаме рушење заради тоа што дел од градоначалниците се вадат на системот затил, административни процедури, жалби, поплаки. Еднаш дадено право кај нас во Македонија, мисля дека ако и незаконско, дека тоа треба да го практицираат. Не треба, веќе еднаш мора да се пресече, да се стави крај. Што сум јас повеќе да плаќам комунали, за да некој без тие комунали, а утре ден бара, дај донесете ми одвод, вода, канализација, било што. Добро, реплика, контрареплика, дали некој бара на оваа тема? Никој? Загадувањето е сериозен проблем за општина Кисела Вода. Трајковска, овој круг го почнувам со вас. Како планирате да се справите? Тука е ОХИС, болната точка Линденот, за која што нема пари за да се изнесе надвор од државата. Барем тоа се официјалните одговори кои што досега кружеле во јавноста. Секако не е само тоа прашање, има и многу други болни точки од аспект на загадување во општината. Благодарам.
Еден од приоритетите, 5 приоритети кои ги имаме во нашата програма Вистинскиот избор, значи и системска програма за урбана хигиена и чиста животна средина. Она што би го кажала дополнително е целата онаа организација која сега макотрпно се прави во општина Кисела Вода заради немањето на поддршка и немањето на она што значи одговорна работа од страна на градот Скопје и целиот проблем кој се создава, верувам дека во иднина истиот тој ќе биде надминат, но со ова дополнително системско уредување, што значи дополнително надоградување на сите оние потребни делови кога станува збор за одржување на хигиената во општината и крајно здрава животна средина. Што се однесува до линданот кој што спомнавте, јас пак моите истражувања велат дека средствата кои изминатата влада предводена од СДСМ ги добија за справување со овој проблем се потрошени, а проблемот не е решен. Го слушам за линданот долго време. Државата си зема обврска, го даде линданот да се вади од таму и да се носи на преработка во Швајцарија. Зошто е застанато, тоа треба да се праша владата. Треба да се знае дека во општина Кисела Вода е поголем проблем, што фекалните канализации ги спроведуваат во атмосферски и низ решетките кои ќе поминувате поред улица смрди на фекали. Тоа е големо загадување и голем проблем. По парковите шетаат кучиња и ги вршат физиолошка потреба кучињата, тука играат деца, тука се движат луѓе, поголемо загадување од тоа здрави. Салџиевски? А во Охис не е толку проблем. Немате простор. Линданот, колку што е проблем живата. Пари за линданот да се расчисти мора да има. Не сме да преговараме за животите на граѓаните со пари. Тоа е потенцијална еколошка бомба таму и тоа мора да се реши. Префрлањето на одговорност и одложувањето на тој проблем една секогаш мора да престане. Толку. Мора да се најде решение најдно. Загадувањето од кисела вода е од многу извори и проблемите нема да се решат преку ноќ. Постојат решенија, треба да се воведе постојна контрола на индустријските капацитети кои загадуваат, треба да се спроведе централно парно грејење до местата каде што тоа е реално возможно и што помасово се користи за да се намалат издувните гасови од оџаците и од горивата кои што се користат за алтернативно загревање. Има многу други проблеми со обраќајни решенија што се обраќаат кои што неопходно мора да се решат во најкраток рок. Сталеска? Јас ги категоризирам проблемите во три сегмента, значи и така ќе бидат и решенијата. Прв проблем е со дивите депони, со отпадоците, нели, од несовесните граѓани. Тука ќе ги вклучам и службите што нередовно го собираат ѓубрето. Тоа што нема замилени чинјата, и ве го спомнавте како проблем изградено, кога ќе кажам изградено можеби звучи многу високо, меѓутоа тоа е многу едноставна работа, се вика тоалети за миленичиња во секој парк на улица. Многу едноставно, многу ефтино, меѓутоа силно решение. Втората категорија е со грејењето, со одлаците нели на куќите, и третата категорија е овие најтешките со линданот, со фабриките кои го создаваат овој проблем, кој е најтежок нели во смисла за решавање, меѓутоа и најпроблематичен. Ацески? Вака, загадувањето имаме два сегменти. Едниот е она што го гледаме, што го чувствуваме и што влие на нашето здравје, да кажеме, а имаме уште еден сегмент каде што имаме загадувачи кои што не ги гледаме, не ги чувствуваме, а предизвикуваат многу поголеми работи. И минатиот пат споменав, ќе треба да се направат
тие мерни станици, да видиме со што се загадуваме, како се загадуваме и колку се загадуваме и соодветно да преземеме мерки. Мерки да го најдеме изворот на загадување и директно против него. Една од мерките е проверка, ревизија на сите интегрирани дозволи за работа на фирми кои што работат со отпад, со било кои други технолошки процеси што предизвикуваат загадување. Оваа борба ќе биде многу тешка, бидејќи тука се работи за економски работи, каде што се вработени многу луѓе, меѓутоа приоритет мора да дадеме на здравјето на луѓето. Трајковски. Ќе бидам иницијатор за продолжување на процесот за преместувањето на Линданот од Охрид и Пеленица, бидејќи е стварно загрижувачка состојбата, но сите ние го избегнуваме еден факт кој што граѓаните начесто го говорат и по социјалните медиуми, а тоа е цементарница Усие, за која јавноста и експертите одамна укажуваат дека веројатно е потенцијален загадувач. Околу тој дел, јас и во нашата програма имам ставено дека сите околни населени места околу ваквите загадувачи ќе имаат мерни станици кои во реално време ќе прикажуваат реалната слика, а паралелно на тоа со сите државни институции ќе се борам да има почести контроли, ќе барам од нив да има почести контроли, бидејќи здравието на нашите граѓани не е предмет на преговори и од тука јас нема да остапам. И последно, сите основни училишта кои се греат на цврсти горива ќе биде сменат системата, тоа ќе биде соларни панели и топлински помпи. Добро, реплика, контрареплика, некој дали има? Реплика. Добро. До господјата Стаменковска. Во однос на тоа дека парите се потрошени. А вие исто така сте и пратеник. Ќе ве замолам, кај се потрошени тие пари? Кој го потроши тие пари? Година и пол имате централната власт, локалната 4 години, доколку има вакво нешто. Нека има одговорност. Ако се потрошени граѓански пари, нека има одговорност. И тоа не значи дека треба стопираме процесот. Знаеме дека има голем одлив на пари во други реализации, нека се искористи. Линдарот мора да биде преместен од Кисела вода. Се согласувам и Линданот ќе треба и ќе биде пренесен. И одржливо ќе се однесуваме спрема тоа, како власт. Но, немојте да заборавате дека во вашето време неодговорното однесување даде до тој процес да од само еден пример ќе земам, нивниот кандидат за градоначалник на град Скопје, Каја Шукова, на отворени финансии, имате јавно достапни информации каде финансиски средства се додеволувала сама на себе како државен секретар. Наместо одговорно да се однесува во министерството кое работела за животна средина, еве ги примерите. Имате право на контрареплика ако сакате да искористите уште 30 секунди да продолжите бидејќи тука заврши. Не. Одговорност нека има. Ако имате такви докази, одговорност нека има и граѓаните јавно нека знаат кој злоупотребил и кој ги потрошил парите на граѓаните. Не дозвола за да се зборува. Повелете и вие 30 секунди за да му реплицирате. Јас почитувам и сакам само да кажам на имање принципи и на градење принципи. Ние, македонската јавност, посебно гласачите што не гласаат во Кисела вода, треба да знаат дека еднаш за секогаш треба да имаме ние професионалност, одговорност, отчетност, а не, впрочем и на ваква дебата, да не се почитуваат правилата на куќата која не поканила. 30 секунди е право на реплика и контрареплика. Секој има право на една реплика и една контрареплика на секое поставено прашање. Ве молам да ги почитувате сите правилата. Следниот круг, дали има друг реплика, контрареплика? Некој? Во ред, преминувам на следно прашање. Овој круг го почнувам со Поповски. Центарот за зависници се нуда решенија, меѓутоа некако како да остана тој проблем да виси. Еве што вие доколку станете градоначалник планирате на оваа тема? Значи, за тој центар за зависници 35 години слушаме како ќе се премести, како ќе се дислоцира од Кисела вода. 35 години само лажни ветувања. Значи, тие зависници треба да се лечат. Значи, центар им треба. Тука
е направен доека не се најде решение. А треба да се најде. А никој не го бара решението, само за избори кажуваат дека ќе го преместат, ќе го дислоцираат негде во Бардовци, па не знам каде. До ден денеска таа песна ја слушаме како бајка од приказните. Ја мислам дека и тие се луѓе, и тие треба да живеат, и тие треба да имаат правилно... Така. Салџиевски, вашата минута. Јас не го знам точно кој е проблемот со Центарот за завистици. Со оглед дека имаше различни ветувања кои што дава насока на преместување, ова што го зборуваше и Поповски, затоа и... Која е потребата од преместувањето на Центарот? Треба да го префрлиме одговорноста на некого друг? Значи, ние не знаеме да организираме Центар за завистици, немаме структури кои што може да го поддржат нивното соодветно лекување и нивната терапија. Дали признаваме немоќ со тоа? Зошто треба да го преместиме кај некој друг проблем? Немаме доволно капацитет да го решиме во рамките на кисела вода. Не разбираме реално. Прашувам, кој е проблемот реално? Дали ние дигаме раце и викаме, ние со ова не сакаме да се занимаваме? Да. Сталеска? Па интересно како го согледувате тоа и јас се согласувам. Точно е дека тие луѓе имаат потреба нели од лекарска помош и имаат потреба од центар каде би се лечеле. Факт е дека и на граѓаните кои се во близини создава нели немир, меѓутоа со добра организација, со добар систем, со добар надзор, тоа се решава, така да мислам дека може да се најде решение и за граѓаните и за луѓето кои таму се лечат. Имате уште минути? Па доволно е. Го видов тој центар таму, состојбата тоа е од еден затворен тип каде што доаѓаат луѓето што се болни или зависни од дроги или од други работи таму што идат. Го разбирам и стравот на граѓаните кои живеат во околината за безбедноста на децата и сето тоа. Мора да најдеме, што велат, соломонско решение каде што сите ќе бидат задоволни. Едно од решенијата во нашата програма што дава Левица е овој центар да се пренамени во пензионерски дом, бидејќи и тој проблем е горлив за општина Кисела вода, се повеќе повозрасно население кое што треба да се згрижи. Меѓутоа треба да најдеме решение и за зависниците. Најверојатно во рамките на општината треба да се најде соодветна локација која што нема да биде во некој центар, во близина ќе биде, меѓутоа нема да биде окружена со голем број на стамбени објекти, население, деца и така натаму. Тоа систематско така ќе се реши. Центарот за зависници е болна точка во Кисела вода долг период, особено за граѓаните и населените места околу него. Веднаш ќе се залагам со Министерството за здравство за дислокација, а се до тогаш безбедноста мора да биде на највисоко ниво, бидејќи поплаките кои што ги добиваме од граѓаните, истите не се соодветно се да ги кажам, но сепак и таму се пациенти кои што се лечат и дисперзија, а тоа е сите општини да се грижат за нивните пациенти. Во случајов, во изминативе 30 години, Кисела вода се грижи за сите пациенти од сите други општини. Јас не велам дека не треба да се грижиме, и тоа се граѓани и ние треба возможиме, но нека не бегаат другите општини од одговорноста. Ке бараме решение со Министерството за здравство за дислокација, мислам дека и почна процесот, но во моментов ни е потребна безбедноста на граѓаните и диспензирање на пациентите. Трајковска. Станува збор за еден долгогодишен проблем, проблем кој многу не засега сите, и овој проблем се создадени и се правеа напори изминатава година и пол, ке кажам, бидејќи претходно никакви трак на документи немало и никаква повратна комуникација помеѓу Министерството за здравство и општина Кисела вода за дислокација. Имено станува збор да е дојден процесот до тој степен да се бара нова локација. Зошто го велам ова?
Пред 30 и повеќе години, кога бил направен домот за зависници, бил надвор од урбаниот дел на градот Скопје. Но сега ние мораме да бараме во соработка со централната власт, за која што имаме голема соработка, дислокација на центарот за зависници, но надвор од населено место, надвор од она што значи влијание и проблем за граѓаните. Проблемот почнува да се решава и е дојдено до тој степен локацијата. Дали имате реплика, контрареплика? Јас имам реплика на ова што го слушнав од кого? господињата Бети. Добро. Тој центар за зависници секогаш бил во населено место. Пред да биде центар за зависници, бил хотел за повратниците од странските држави на македонските избеглици од Грција и таму биле сместени. Кога веќе не се користеше за таа намена, се префрлија зависниците за лечење. Реплика до... Контрареплика има право. Јас навистина репликава во кој контекст ми ја дадовте за да ми кажете Значи, дека секогаш бил во населено молам место. да ги искористите. почитуван. Да. Не било така урбано населено, густо населен простор. Една работа. А друга работа што сакам да ви ја споменам. Она што може да видите и целата македонска јавност, посебно граѓаните на Кисела вода, е да се запознаат дека навистина одговорно општината го третира тој простор, каде што сите може да забележат дека се уредува и истиот простор. Но она што не е надлежност на општината, мораме тимски да работиме со централната власт. Трајковски, реплика кон до кого? Марко е чисто информативна. Марко, во тој дел стварно имаме големи проблеми и големи поплаки од населението. И ова е долгогодишен проблем и претходниот градоначалник од нашите редови, но и сегашниот градоначалник ветија дислокација. Сегашниот актуелен градоначалник вети во првата година дека ќе го реши тоа. Јас знам дека не зависи од општината, дека од Министерството од здравство, но мораме како кандидати за градоначалници или идни градоначалници бараме решение ова да се реши. Бидејќи гледката не убава за младите генерации и стварно има проблеми кои што стигнуваат и до полициските институции. 30 секунди. Благодарам за појаснувањето. Значи се согласувам дека тој проблем треба да се реши во интерес на граѓаните, меѓутоа значи треба да ги имаме во превити потребите на зависици кои се лешат таму, значи да им се сепак да им се гарантира продолжен третман. Второ, јас сум многу горд со општина Кисела вода покрај домот за зависници, значи на располага со училишта за деца со посебни потреби, значи во тој поглед е навистина една општина која што дава услови за третирање на многу горливи проблеми. Добро, дали друг има реплика? Јас сакам исто да кажам реплика? за господјата Бети. Добро. Значи, домот бил таму во недоволно, во не е толку густо урбанизирана средина. Значи, некој дозволил урбанизација таму и настанал проблемот да сега дополнително треба граѓаните кои што таму живеат, значи се урбанизирало, да го решаваме на сметка на домот за зависници кој таму бил претходно. Можело ли тоа да се реши на поинако проблем, да не го создадеме тој проблем? Да. Контрареплика? Се почитувани зборуваме за проблемот пред 30 години, каде што не бил тој густо населен простор. Она што ние сега од оваа позиција можеме да го направиме е да ветиме на граѓаните на Кисела вода дека навистина одговорно ќе се однесуваме и ќе ги смогнеме сите наши сили кои што се во наша моќ да го надминеме проблемот со барање на нова локација во соработка со централната власт и со решавање на други дополнителни проблеми кои се поврзани со овој центар за зависници, секако дека проблемот ќе се надминува. Дали некој друг бара реплика? Не, одиме тука кусо со реклами и се враќаме назад во топ тема. Назад сме во топ тема, дебата со кандидатите за градоначалници на општина Кисела вода. Салџиевски, овој круг на прашања ќе го почнам со вас. Секако еден од проблемите е и недостаток на места во градинките за децата. Како, еве, доколку вие станете градоначалник, планирате да се справите со овој проблем?
Не гледам друго решение освен да се создадат доволни услови за сите деца кои што живеат во Кисела вода да имаат место во градинките. Конкретно и јас го имав истиот проблем во времето на ковид. Тогаш моето дете не можеше веднаш да се запише во градинка. Значи ние не смееме да дозволиме да и понатаму да ги имаме проекти. Не може да следи урбанизација без сите пратечки елементи кои што се неопходни за да овозможат квалитетен живот на сите старосни категории во општината. Дали се тоа пензионери, дали се тоа првачињата, дали се тоа децата од прешколска возраст. Значи места мора да се создадат и тие објекти, доколку не може во постоечките со реконструкција и проширување, треба се изградат нови. Имате уште 12 секунди. Сталеска? Па, кога една населба се развива, се гради, треба да се мисли и на помладата популација и соодветно на тоа да се градат и градинки. Меѓутоа тоа до сега не било така. Само се градат згради, се доселува ново население, меѓутоа овој проблем бил и е оставен малку понастрана. Секако дека треба да се доизградат градинки и веќе да нема листи на чекање за децата да се запишат во градинки, бидејќи со тие листи тие всушност ќе израснат и потоа не им се ни потребни, нели? Имате уште 26 секунди. Тоа кажав дека ќе се догради нели во тој цел и не само за најмладите, туку и рекреативни центри за средната категорија на деца, за повозрастните, тинејџерите, за да имаат забавни терени каде што може да се собираат, да се дружат. Значи тој дел е и како битен. Ацевски. Вака, ние ќе понудиме едно многу пофлексибилно решение, а тоа е во склопот на стамбените објекти, како што практикуваат западните земји, се прават, да ги кажеме, тие мини градинки, каде што бројот на децата што живеат во еден објект во близината не е поголем од 5, максимум до 10 во зависност од сето тоа, што значи голема близина онаму каде што живееш да го оставиш детето, однос да не одиш после работа да трчаш во градинка да го земаш детето. Друга предност на овие градинки е тоа што во вакви помали градинки, кај што има помалку деца, многу потешко се шират болестите, оние заразни болести, настинки, сето друго, сипаници, така што ќе имаме едно многу полесно олеснување за самите жители што живеат во близината, значи за самите родители, каде што детето ќе му биде буквално згрижено во близината непосредно на неговиот дом. Трајковски. Грижата за младите е еден од моите приоритети и во програмата и општо од оние информации кои што ги имам, знам дека пред 4 години чекаат 450 дечиња да се запишат во градинка со изградбата од средствата обезбедени од Светска банка беше направена градинката во новата градинка во Драчево, каде што и ќе се сложам со некои работи дека во изминатиот период околу делот на градинките може да се каже дека се инвестираше во одреден дел или се реновира истите да се зголемат капацитетите. Онаа бројка што ја гледам што ја имам јас во моментот е дека 100 дечиња чекаат за упис, а она што го слушам, но за ова не сум сигурен, дека сите се запишани. Наш приоритет број 1 е младите. И затоа јас воведувам бесплатна партиципација за сите деца во градинките, со тоа што им олеснуваме и на децата, но и на родителите и на семејствата. Трајковска. Ви благодарам што ги препознавате делата кои ги направивме како ВМРО ДПМН и градоначалникот Орце Ѓоргиевски за Кисела вода изминативе 4 години. Значи од листа на чекање, каде имаше повеќе од 400 дечиња, денес веќе нема таква листа на чекање за во градинка, со исклучок секако, кога се бара од родителите она што им одговара, дали во процесот на носење на во градинка, каде да ги остават и така натаму. Значи, тоа се мали исклучоци, што се однесува до она што ќе го работиме во следните 4 години и каде ќе продолжиме континуитет да градиме во Кисела вода, е тоа многу голем акцент ставаме на
градинките, еве посебно ќе го издвојам во делот каде што партерно ќе се уредуваат, ќе се обновуваат детските катчиња и сето она што значи безбедност во сообраќајот, соработка, не само со градинките, туку и со училиштата, а за училиштата има уште многу проекти. Добра. Оливер? За градинките, јас ќе се радувам да има повеќе деца и како градоначелник ќе градам градинки. Ама како што доаѓа времето, се помалку деца имаме за во тие градинки. Овие градинки, постојните, се направени 63-64 година и до ден денеска скапува, треба да се реновираат. Од тоа што се стари, има проблем со тие бактерии на децата. Значи, бактериите се навлегуваат во дрвата што се скапани и ги напаѓаат децата. А градинките, што треба да се градат, ја ќе бидам многу радосен ако има деца. Добро, дали некој има реплика? Трајковски, кон кого? Господјата Стаменковска. Телата јас ги препознавам. Јас сум искрен човек и секогаш ќе говорам во интерес на граѓаните. Но вие не ги препознавате со тоа што напоменав дека новата градинка со капацитет од 100 и нешто места во Драчево ја направивме со средства обезбедени од Светска банка. И исто така ќе кажам, бидејќи сум искрен, ветивте, но не направивте. Нема дислокација на болницата за зависници, нема креативни лаборатории и хабови, нема поликлиника, нема нова населба за млади брачни пари од Чупино брдо и нема стационар за бездомни куќиња. Препознајте ја вистината, сите позитивни работи јас ќе ги кажам, но и вие кажете ги и негативните и позитивни. Името на населбава го сгрешивте, но тоа го знае вашиот колега, бидејќи имал имот таму па го продал истиот. Но не си, сега да одиме понатаму, кога станува збор за градинките почитуван, покрај тоа што е направено претходно, таа градинка не функционираше што била изградена претходно заради давањето дозволи од вашата почитувана министерка која го озурпираше процесот на старт на градинката. Се изградија и други дополнителни капацитети, капацитетот Верверичка, во населбата Расадник исто така се гради нов објект, но ќе ви остам 30 секунди од контрареплика. И посветено се работи. Ако сакате да продолжите, можете контрареплика. Немате право. То господинот Оливер. Немате право, искористивте реплика. Ајде. Јас сум до господинот Јане. Мене као граѓанин чисто ме интересира решението кој го понуди за градинките да се лоцираат во стамбените објекти и да бидат помали. Ме интересира како ќе го реши проблемот со кадарот кој ќе ги обслужува тие градинки. Дали ќе има доволно, пошто самото тоа што ќе има поголем број на градинки, ќе треба поголем број на кадар. Дали имаме доволно кадар кој што ќе може да го поддржи такото решение? Се постојат стандарди на колку деца, колку треба да има васпитачки, со што да се хранат сите тие работи. Мислам дека вака помалите градинки, а сум бил сведок, сум бил во такви градинки во Шведска и во други држави, каде што не е проблем 1 до 2 васпитачки да според возраста зависи тоа колку ќе бидат вклучени, ние како држава мора да се обезбедиме кадар. Најголем проблем што е, ние не ги следиме просторните планирања. Значи таму е проблемот за овој хаос што постои овде кај нас, има просторно планирање, има статистика. Ние се од памет работиме. Добро, дали има друг реплика? Ајде. Кон кого? Имам до Бети и до Гора. Не, само една, одберете кон кого. Еве до Бети. Пошто не знаат и не се упатени зошто не била пуштена градинката во Драчево, да им кажам. Градинката беше изградена. Не можеше да се приклучи на фекална канализација. Фекалната канализација беше на средина на улицата кај што поминуваат автобусите и чека да се реконструира улицата
за да можат да ја приклучат фекалната канализација и да биде пуштена во употреба. Добро, Тоа е Стаменковска. чистата вистина за градинката. Стаменковска 30 секунди. Дополнително вистинава на приказнава што ја кажува господинот, каде што и многу често не ни користи имиња и презимиња за да се одгради од одговорност, бидејќи сепак ова јавен медиум и треба да бидеме малце поодговорни. Јас дополнително ќе ви кажам, Тренчевска, како министерка, го стопира процесот, што значи давање на лиценци и овозможување за полагање, и сето тоа дозволи дополнителен хаос да 3 години и повеќе се создаваат проблеми во цела Македонија, не само во Драча. Реплика имате право? Не, немате право, искористивте, вие рековте. Јас контрареплика. Не, ви имавте реплика. Кога ќе бидете прозван, тогаш имате право на контрареплика. Повелете, Ацки. Добро, ајде до горе најблизо. Да, вака се однесува и за двете партии кои што 30 години веќе и повеќе се на власт, кои што создаваат проблеми и сега доаѓаат овдека нивните проблеми што ги создале во урбанизам, во загадување, во било што, ни нудат решение. Мене не ми е тоа логично. Значи, тоа иде како системот. Си стварам работа за да после ја решавам таа работа. Затоа не го подпишавте кодексот. Добро, контрареплика, 30 секунди. Господин Ацевски, јас сум млад, доаѓам од приватниот сектор и не можам да говорам и никогаш нема да говорам. Јас реков нешто. Одговорност нека сноси секој оној кој што не направил или погрешно го направил тоа. Јас ќе се борам за граѓаните како менаџер, бидејќи градоначалничката функција е менаџерска, да ја направам модерна и хумана кисела вода за младите да можат да останат да живеат тука. Добро, Сталеска, 30 секунди реплика. Па веќе некој работи Кон кого е репликата? Општо сакам... Не, кон кого мора да кажете? Сакав да се доискажам преска што кажа и меѓутоа се совпаѓа со неколку изјави. Кажете ми кон кого е контрарепликата? Ајде, Добро. Значи, тоа што веќе го потврди господинот Ацевски, дека двете партии нели создаваат со години проблем и сега нудат решение. Напротив, решенијата нели може да бидат поедноставни, со тоа што кога кажав моментот со изградба на нови, не секогаш мора да биде изградба на нова, него капацитетите што постојат може да се реновираат и да се дооформуваат. Добро, кон Трајковски беше репликата? Па, општо да. Добро, контрреплика. Не може општо. Ако е кон Трајковски, треба да одговори. Добро. Јас одговорно тврдам дека без разлика кој е централна власт, ќе соработувам со централната власт, се во интерес на граѓаните и секогаш ќе ги поддржам и добрите проекти од нашите колеги кои се во интерес на граѓаните. А доколку сметате и доколку граѓаните имаат потреба дека имаме потреба од нови места, ќе се градат и градинки, но за жал да не говориме за тоа дека ние немаме деца за упис, како што каже и нашиот колега Оливер. Истече времето. Салџиевски и Трајковска, доколку имате реплика. Салџиевски, побаравте, не? Веќе ја поставив на кон Јан. Трајковска, дали ви имате реплика и кон кого? Кон почитуваниот Трајковски. Го поздравувам моментот кога се сака да се помогне на родителите кои ги запишуваат децата во градинките. Го поздравувам моментот што сите сакаме да им помогнеме. Но не го поздравувам моментот од она што вие, како предлог го давате, субвенционирањето што сакате да го кажете, а именно и на претходната дебата, сега, кога бевме, спомнавте дека ќе кратите од култура, ќе кратите од она што значи општинска администрација, финансии, или именно јавноста треба да знае дека не постојат финансии и способност за да се реализира тоа ваше предизборно ветување. Добро. Но добро е вие нема да бидете 30 секунди и завршуваме, Трајковски. Господја Бети, ги знаете внатре-партиските анкети и знаете во каква состојба сте вие, а оние анкети кои што ги прикажувате во јавноста, граѓаните ги знаат, а обично на пословиот кандидат му требаат такви лажни анкети, се со цел да се дигне рейтингот. Јас ќе ви кажам, ќе се борам за младите и партиципацијата ќе биде обезбедена од општината
и ќе добијат бесплатна партиципација сите деца кои ќе се запишат во градинките, а тоа кошта 1500 денари од дете. И точно имаме калкулација, ќе скратиме на непродуктивни трошоци, а културата секогаш ќе биде исто еден од моите приоритети. Времето помина. Јас ви благодарам на сите за учеството во вечерашната топ тема. Иако имав едно прашање од аспект на тоа колку ви тежат програмите, колку чини тоа што го ветувате и како мислите да обезбедите пари за вашите ветувања, сепак тоа ќе остане прашање што ќе треба да им го одговорите на граѓаните. Уште еднаш благодарам за учеството, вам ви благодарам за вниманието.